Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ Канал од Вис, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. Мој денешен гостин на програмата на ТВ Канал од Вис е еден мој стар пријател, претпоставувам, доколку сте редовни следачи на програмата на ТВ Канал од Вис, знаете дека неколку пати гостувал на програмата на нашата телевизија, тоа е Пере Јованов, наше дете, куклишанче, значи ни доаѓа од Куклиш, всушност ни доаѓа од Јапонија, бидејќи таму живее и работи. Пере, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Така. Чест ми е да сум тука. Така, повторно во родниот крај, велат крвта вода не бидува, или каменот се тежи на местото, така ли е? Да. Колку време си овде? После 4 години, значи После 4 години? Пак тука, еве веќе 2 недели. Така. И какво е чувството да си дома? Па дома си е дома. Дома си е дома. Со сите позитивни и негативни работи што ги имаме, нели? Така е, тоа е тоа. Тоа е нашето одбележа и за тоа малку ќе позборуваме малку подоцна. Се радуваат дома твоите дека си овде и ти се радуваш дека си со најблиските и да убави се тие работи. Особено ние македонците си сакаме кога сме надвор да си дојдеме дома, нели? Оти тука ни е најубаво. Велат, но сепак велат дека најубавото место на светот се вика дом. Или како беше? Дома е таму кај што ти е најубаво. Сега, кај ти е тебе најубаво? Овде во Куклиш или во Струмица или во Јапонија? Тешко прашање. Тешко е, многу е тешко, да. Има моменти кога дома ми е најубаво, значи тука у Струмица или у Куклиш. Има моменти кога у Јапонија се осеќам како дома. Стварно е тешко да се каже. Кога си таму ти недостасува Куклиш, кога си тука ти недостасува Јапонија. Живееш во Токио? Во Токио, во Токио, во главниот град. Што се случи во овие 4 години во твојата кариера, во твојот живот? Што има ново? Па, ново, ајде да тргнеме од... И понатаму си уличен свирач, така? Да. Така? И понатаму свирам. Ново е тоа што од последен пат кога се видовме 2018, значи следната година 2019 го издадов мојот прв солистички албум. Тоа е едно CD со 5 композиции од тоа се уствари преработки од италијански опери. Така, еве го тоа CD, почитувани гледачи, значи првото солистичко CD или првиот албум на Пере Јованов, изгледа прекрасно, убаво спакувано, сигурно уште убаво звучи, а сега пред малку го добив, едното е за мене, другото е за ТВ Канал од Вис, а Пере вели, јас имам тука уште 100 такви примероци, па кој сака нека ме пронајде, дали по Facebook, дали некаде дали во Куклиш, се едно ќе добиете едно вакво CD да уживате во музиката. Станува збор за оперска музика. Оперска музика, да. Јас италијанска оперска музика. И тука има причина зошто е тоа така, бидејќи во Италија Пере заврши, нели? Да, јас бев на конзерваториум за музика во Болонја. Така. Од 2005 до 2013 и таму се запознав од блиску со убавината на италијанската опера. Дури мојата дипломска работа дипломскиот труд беше на тема виолончелото во италијанската опера, значи сите опери кои содржат кај што е присутно, мислам, виолончелото, јас ги теоретски ги разработив и плюс на практичниот дел ги свирев. Така. И некои од тие се и, мислам, сите арии во ова CD ми беа фактички како на дипломската... Така. Кога зборуваме за оперската музика, чинам дека Италија тука предњачи пред другите земји. Таму е родена операта, така познати и признати композитори се изнародиле таму
и до ден денеска се мощно актуелни по оперските сцени ширум Да, светот. дела што се напишани пред повеќе од 200 години Така и до е. ден денеска мислам, Така, присутни, да, присутни на сцените. репертоарот. Така, на сите опери во светот, така е претпоставувам и во Јапонија, нели? Во Јапонија се одат, Европската музика е, така е, број еден. да, они немаат нивна класична музика, така да гледат што се случува во Европа, нели, на запад од нив, Така. и таму се свири, се слуша, се практикува таа музика. Така. Застапени се на оваа CD 5 композиции. 5 композиции, моите најомилени. Така, твоите најомилени композиции од тројца италијански автори, тоа се Джузепе Верди, Пиетро Маскани и Джакомо Пучини. Тоа се тројцата најдобри, има и други. Има уште многу, но тие ми се најомилените. Така. Добро. Каде е снимено ова CD? Ова е снимено во Јапонија во едно студио. Заедно со една моја добра пријателка и пианистка Наоми Јошимура, се вика. Јапонка? Да, Јапонка. Многу Тоа е добра пијано придружба, пианистка, да. така? Инаку јас сам ги аранжирав за виолончело и за клавир. Така. Делата што инаку нели би требало цел оркестар да свири. И да, снимено е, значи е 100% made in Japan ова CD од снимено. Па не би рекол 100% made in Japan, бидејќи е главниот протагонист во оваа CD е made in Macedonia, Made in разбираш? Macedonia, да. Или North of Macedonia, се едно. Добро. Колку си задоволен од овој продукт? Јас сум многу задоволен и многу сум горд за тоа што со своји средства е снимен, платен, значи продуктот од замисла до CD-то во наши раце е моја замисла, мој проект без никакви спонзорства и мислам не е точно, ќе се исправам, спонзорирано е од луѓето кои ја поддржуваат мојата музика, ама они кога ме поддржуваат не знаат уствари зашто ќе бидат наменети средствата. Ти си знаеш, добро. Затоа на најголемите мои поддржувачи ова CD им беше поклон, нели? Така. Имаш ли видео од некој од тие работи? Се уште немам направено видео. Но затоа ние имаме овде, симнавме една од повеќето твои композиции кои доживеа вака видео издание, па ќе го замолам техничарот да ни пушти една од тие композиции. Тоа не е ниту италијанска, ниту јапонска, туку македонска нумера. Ајде да уживаме во тоа, па потоа ќе го продолжиме разговорот.
Беше тоа композицијата Калино моме во изведба на Пере Јованов на неговото виолончело, Со придржба на Горан Алич. на Горан Алич, снимено некаде пред 4 години, последното твое доаѓање овде, или? Да, аудиозаписот е пред повеќе време, но видеото е на последното доаѓање пред 4 години. Да. Така. Добро, јас се надевам дека и овие 5 композиции ќе најдат свое снимање некаде, или во Јапонија, или овде. Размислувам баш за тоа. Се надам дека ќе имаат можност гледачи да уживат и во италијанската опера, адаптирана на виолончело и на клавир, и на пијано. Добро, јас ти посакувам уште многу вакви CD-а, вакви носачи на звук, вакви албуми. Од има. Музиката е многу, огромна е. Правиш ли некакви обиди да компонираш нешто? Или секогаш се тоа некакви обработки на познати работи? Второто. До сега, значи, немам моја композиција. Да. Имаш ли такви планови во главата, ти се вртели тоа нешто? Или не? Ти си репродуктивен уметник, така ли? За жал, до сега ми нема дојдено некоја идеја. Ама никогаш не вели никогаш? Да, никогаш не вели никогаш. За сега немам своја композиција. Повеќе сум концентриран на тоа што веќе е издадено од некој. Значи, јас во главно тоа што свираме нешто што прво мене ми се допаѓа и се обидувам тоа да го презентирам на другите. Така. И тука правиш комбинација и на познати популарни numeri, и на класична музика, и на македонска народна музика и така натаму, и тоа звучи прекрасно. Она што ме интересира, можеби сум те прашал кога за прв пат ми гостуваше во тие емисии на ТВ каналот ВИС, кога прв пат струмичани го запознаа преку ТВ каналот ВИС Пере Јованов, зошто се одлучи за виолончело? Или приказната има поинаков тек? Оти знаеш што, многу пати ми гостувале во ова студио луѓе кои свират разни инструменти и во 90% од приказните отишле да студираат некој друг инструмент, па немало... И мојата е така. И твојата е таква? Ајде да ни ја раскажеш, ајде. Значи, ќе почнам малку од порано. Јас во 5-то оделение имав еден наставник по музичко кој предаваше, кој го држеше и мандолинскиот оркестар во Никола Вапцаров. Добро. И еден ден прашува... Тоа мора да е Никола Бончев. Не, колегата негов, Илија Ѓорѓев. Добро. Нека му лесна земја и на двајца. Така почина, да. Така. Илија Ѓорѓев прашува, има ли некој што сака да свири некој инструмент во мандолинскиот оркестар? Јас викам, јас. Сакаш ли контрабас? И мене ми беше многу фасцинантно, така голем инструмент, не толку познат, не толку познат. И он уствари ме првите часови по контрабас, он ми ги даде, значи. Контрабасот ми беше на мене првиот инструмент. Да, тогаш желба да студирам и кога дојдов да се запишам средно. Јас аплицирав во средното школо во Штип контрабас, но таа година немаше ни професор, ни па беше предвиден како да се изучува инструментот контрабас и ми дадоа нешто што е најслично и по звук и по димензии на контрабасот, виолончело. Така. Првично не бев ич среќен со тоа, морам да признам. Ама потоа ти стана љубов. Да, малку по малку се залюбив во виолончелото и еве после веќе 20 години се уште го сакам. И од Штип не отиде во Скопје, туку директно во Италија. Во Италија, да, на конзерваториумот во Болонја. Одлично. Таа Италија ти напиша убави приказни во животот. Една од студентски денови најубави, од таа приказни, не само студентските денови, туку една од тие приказни е и тоа што таму ја најде сродната душа, твојата сопруга. Јапонка, која исто така студираше, нели? Да, во Болонја. Во Болонја студираше, не музика, туку друго, но таму бевме во исти град и не се случи љубовта на прв поглед, да, а по љубов на прв поглед доаѓа љубов на втор поглед, трет поглед и така натаму. Така ли?
Така е, Добро. да. И до ден денес сте заедно. Да. До ден денес таа љубов трае. Колку трае таа љубов, Пере? Веќе 10 години оваа година славевме. Јубилеј. Јубилеј, да. Браво. Честитки, нека ви се множат, нека Благодарам. станат многу по 10 години. Добро, ај кажи ми, што се случи освен тоа? Нели, освен тоа CD, се случија многу работи во меѓувреме, се случи и пандемијата од COVID-19. Да. Кажи ми колку таа пандемија која остави страшен белег во целиот свет, остави белег во Јапонија. Како беше во Јапонија? Во Јапонија првично луѓето не сватија дека, мислам како и секаде не сватија точно за што се работи и во почетокот немаше строги мерки. Да? На почетокот немаше ни вакцина, нели? Но нели секојдневно гледавме вести од светот, вести од самата Јапонија за луѓе што не успеа нели да се изборат со вирусот. Значи требаше малку време на јапонците за да сватат нели за што се работи. Оти блиску ви е извориштето, нели? Се тргна од Вухан, Да, од Кина, да, а од Кина и Кина. Јапонија се тука. Да, блиску се. Блиску се. Имаше една добра работа според мене што уште на самиот почеток они на аеродромите имаше строги контроли за кој влегува, кој излегува. Така. Без оглед на тоа вирусот се расшири насекаде и си го направи тоа што си го направи. Значи Така. По години Вирусот, на вирусот не му треба ни визи, ни пасош, ништо, значи тој си минува. тој да, си минува низ цел свет и си го прави Да, своето. по години беа сите, можеби најмногу и таму кај што припаѓам јас, нели, уметниците и музичарите. Така. И тоа е, полека се справуваме сега. Значи да не се плачат многу ако им треба раме за плачење на нашите музичари кои многу маки протераа со тој ковид, немаа работа, Да. немаше настапи по ресторани, немаше свадби и други веселби и така натаму. Тоа се случуваше значи и во Јапонија. Секаде, така. значи, во цел свет, па и во Јапонија. За среќа, нели, луѓето, нели, си најдоа алтернативни патишта за да заработат, не знам, онлайн, свиреја или, нели, секој си се снајде На свој начин. на свој начин. Тоа е. Тоа е. Добро, сепак те има, нели, на улиците низ Токио, така и одиш ли во други градови или Во други градови не, затоа што таа лиценца што ја имам ми важи само за за Токио? за Токио. Мислам, јас можам да одам, ама никој пат не знаеш дали ќе помине полицаец и ќе ти каже овде не можеш да свириш, или па му пречиш на некој па ќе се жали Така. на полиција дека Имаше ли некои омилени места во Токио каде што си постојано присутен? Веројатно тоа се некои фреквентни места каде што има Да. повеќе народ. најомиленото место мој, таму кај што имам најмногу народ е еден парк, се вика Уено парк. Во паркот има 7-8 музеја, од кои 5 се национално богатство на УНЕСКО заштитени. Значи, Супер. луѓе од цела Јапонија секојдневно доаѓаат таму пред пандемијата, нели? Така. Сега малку Помалку, опадна се. И тоа е најдоброто место за свирење, значи во природа, дрвја околу тебе, Супер. пролет, расцветани цреши, прекрасен поглед, есенско време, кога паѓат лисјата, црвени бои, значи Инспиративно, Да, а да, тоа да, е е и за еден темна. човек кој е уметничка душа како Да. како ти, така? и луѓето значи си се релаксираат таму. Колку се дарежливи јапонците? Ти си уличен свирач и очекуваш убав пазар на крајот од денот за да си ги избраш јени ли беа? Јени, да. Да си ги Јапонски избраш јени. јените. Колку се дарежливи јапонците? Јапонците се многу дарежливи, Да? Браво. Не сакам да го кријам тоа. Добро, ја ценат Ама уметноста. има, нели, еден момент што треба да се спомне. Не се дарежливи ако ти не им Дадеш дадеш нешто значи, квалитетно, нешто да. не го привлечеш вниманието, така? Значи, нешто што они мислат дека вреди, не се скржави, значи добро ќе го платат. Имаш свој репертуар, нели? Да, свирам од се по нешто, од македонска до секакво, до Майкл Джексон, нели, музика. Супер. И тоа е, свирам, има за секој по некоја песна во мојот
Така, репертуар. за секој вкус, нели? Секој има различни вкусови на музиката и секој вкус го погодуваш, така ли? Секој се пронаоѓа во Така. некоја И песна. убаво ти е, предпоставувам, и Да. поради тоа веројатно не размислуваш за да се врзиш за некоја институција како што е некаква филхармонија, некаков камерен оркестар или не знам, опера. Не го исклучувам тоа, но за сега тоа ми е, мислам, го живеам сонот, да кажеме. Супер, супер. Но не го исклучувам за воиднина. Така. А сега инаку и имам неколку ученици, предавам, значи, Супер. виолончело на англиски јазик, пошто јазикот уште не ми е на доволно добро ниво. Па и тежок е, нели? Тежок е, да. Тежок. А и не сум посветил време Посебно да за го... човек од Куклиш. Така ли е? Да. Баш така. Добро, супер. Значи, ти оди убаво, велиш го живеам сонот, за еден друг сон ќе поразговараме малку подоцна, Добро. ама јас предлагам да проследиме уште една музичка numera во твое исполнение, а потоа повторно ќе се вратиме во студиово. Се надевам дека и овој пат уживавте, почитувани гледачи, и се враќаме повторно во студиово. Овој убав муабет го продолжуваме со Пере Јованов. Разговараме за музиката, разговараме за неговото виолончело, разговараме за Јапонија, за нашава земја, за Куклиш, за струмица и така натаму, и така натаму. И тој дел во кој
се сеќавате оти пред малку и Пере Јованов вели јас го живеам сонот. Но Пере Јованов нема само еден сон во животот, туку има повеќе. Еден од тие негови соништа е и спортски сон. За што станува збор, ќе ни открие самиот. А тоа го знам, знаеш од каде, Пере? Од претходни твои гостувања. Мислам дека од првото твое гостување на програмата на ТВ каналот ВИС ми рече дека имаш желба да видиш еден познат светски спортист. Можно е Тоа да го имам имаш, спомнато, го имаш откриено и сега тој сон веќе ти се исполни. Ајде за тоа збор 2. За Значи, кого станува збор? Да, јас уште од 2001 година бев и уште сум голем фан на НБА кошаркарот Винс Картер. Така. Значи, Познат, 2000, признат. да. Оние кои го следат спортот, особено кошарката, знаат кој е Винс Картер. Да, новиот Майкл Џордан беше на времето. Така е. И До пред година-две беше активен. Да, до пред година и пол Така беше активен. Добро. Беше еден од најстарите, нели, кога се Кошаркари. пензионира, 43 години, 22 сезони, се уште е НБА рекорд. 22 сезони активно играше. Така. И сега ми дојде на ум како дојде муабетот за Винс Картер пред тие, не знам колку години, кога прв пат ми гостуваше на програмата на ТВ каналот ВИС. Тогаш го прашав Пере Јованов, Пере, кои се твоите соништа во животот, и јас очекував да каже, еве да бидам дел од или прв виолончело во некоја филхармонија, вели, јас многу сакам да го видам Винс Картер. Да. И одим понатаму со и приказната. значи од 2001 го следев, не спиев, нели, Да, заради таа временска разлика. Да, временската разлика. Дедо ми ме будеше во 2 сат, а утрето треба да одам на училиште, 14 годишно дете бев тогаш. Значи Винс Картер ми беше Омилен кошаркар. повеќе од омилен, мислам, идол. И јас тоа го Човек што ценам, многу ме за да бидеш малку инспирираше, поинаков, да бидеш оригинален. Оти некогаш беа, како што во тенисот се за, или си за Федерер, или си за Надал, евентуално за Џоковиќ, така и во НБА кошарката беше или си за Џордан, или си за Коби Брајан. Коби Брајан, А ти Јас за Винс бев Винс Картер. Картер, за Винс Картер, не знам. Тоа и кај мене се случува на времето во Југославија. Децата навиваа или за Црвена звезда или за Партизан, а јас бев Хајдуковец. Значи слични сме тука. Добро. И Винс Картер. И Винс Картер цел живот го пратам и сонував, нели, да отидам за Америка да гледам во живо како игра. Така. Ама немање американска виза, немање пари, не знаење англиски јазик, нели, на времето, створи да не можам тоа да го остварам. Тој сон да стане јаве. И течат годините, јас одам во Италија, после во Јапонија и финансиски малку се стабилизирам, да кажеме. Полесно добивам американска виза и одлучувам да одам во Америка само и само да се видам да пробам да се видам со Винс Картер, пошто не ме чекаше... Немате контакти, од каде тие контакти? Како мене има, можеби, илјадници, милиони фанови, он не може да удоволи на сите. И тргам јас, така, закажувам авионски билет, хотел во Атланта. Како дојде до парите за тој авионски билет? Ќе испуштев. Така. Значи, секојдневно тоа што го работам, што свирам, нели, во паркот и на други места во Токио, ми дојде идеја зошто не им кажам на моите поддржувачи дека тоа што они го донираат, тоа ќе ми помогне мене да си го остварам сонот. Така и направив, напишав на лист хартија, на еден картон, така. Табло, да кажеме, дека со вашите донации ќе си остварам сонот, да го видам Винс Картер. И така луѓето беа љубезни и донира така. Издашни, нели, средства, да. Не ми доаѓа зборот, ќе ми дојде покасно. Добро. Можеш и на јапонски да го кажеш, јас ќе преведам. Добро, и собра пари. Дарежливи. Да, дарежливи. Собрав пари и одам за Америка. И сега со мене си носам еден транспарент на кој пишува дека летав 14 сати, дури од Јапонија, само и само да се видам. До каде? До Атланта. Токио, Атланта има директен лет. 14 сата, 7000 милји
Многу. 12.000 Многу. километра. Така. Значи ние поблиску, ние Америка од вам. Да, од тука е... Јас за Америка отидов за 8 часа, да кажеме од Цирик. Од Цирик, да. Да. А Токио, нели, прелетува цел Тихи океан и после Уест Кост, западниот брег, па дури Атланта е на истокот. Така е. Поминати и 14 часа и се најде пере во Атланта. Во Атланта. И за време на утакмицата, мислам уште пред да почне, јас во салата дојдов саат време, додека се загреваа играчите. Ама Картер не беше таму, он на друго место се загрел. И сега јас стојам со транспарентот, тука сум за Картер, нели? И телевизијата што вршеше пренос, додека се местеа, додека спрема. Да. И еден ми рече, јас ке така оддалеку, јас ке се погрижам, уживај си, не се секирај. И некаде второто полувреме беше на утакмицата Атланта против Торонто. Мене ме дадоа на големите екрани во салата, да. Добро. И луѓето околу мене почна, гледај, тебе те дадо, да ми кажуваат на кај екраните. И чувствував јас дека, нели, дека ќе се оствари, се наближувам, нели, до остварување на мојот сон. И додека бев на екраните ми... Со кој играш во Атланта? Атланта против Торонто, во Атланта. Торонто Репторс. Торонто Репторс. Па кај што беше Картер... Така, порано. Да, првата негова екипа беше Торонто. И од организацијата, нели, на тимот ме виде, не знам сега дали беше некој менаџер, било кој, ме виде и дојде кај што седев јас на трибините. И ми вика, после утакмица не оди никаде, седи тука, ќе те спроведеме до Картер. Браво. И јас викам, леле, тука сме. Пулсот 140. Ке експлодира, срцето ќе ми експлодира, да. Така. И заврши утакмицата и дојде една девојка и ми дава пас, некој си пас да ставам овде, акредитација. И ми вика, со ова ќе отидеш до вратата, до соблекувалната фактички, кај што се играчите после надпреварот. И така заврши, јас одам таму и прво излегува тренерот, па сите други соиграчи на Картер и на крајта излегува Картер и јас го гледам пред мене. Ти го гледаш вака? Не е толку висок, усари јас сум висок. Ти си висок. Слични сме, ќе ви покажам сликата со него и го гледам до мене фактички, можам да го допрам. И му викам, добро вечер, господине Винс Картер. Јас сум тој што, не знам дали сте слушнале, што дојде дури од Јапонија за да ве види. И он само ме погледна, човекот беше многу уморен после утакмица и 43 години. Само ме погледна и рече, I appreciate it. Го ценам тоа што си дошол. И викам, а му рече дека си од Македонија? Не, немаше време за толку приказни, Да, нема време, пошто ми кажа, обиди се најкратко што можеш, нели, сликај се со него и, нели. Така. Во секој случај сонот се исполни, беше среќа, каква беше твојата реакција? Како се чувствуваше во тој момент? Може ли тоа да го... Добив крилја. Мислам, стварно крилја. Тоа што од дете го сонував. Браво. Не знам дали гледачите ќе можат да ме разберат. Мислам, некој ако има таков сон, сигурно знае за што зборува, значи кога но некој треба да им порачаме на гледачите кои имаат соништа. Јас претпоставам сите имаат некакви соништа, дека доколку верувате во тие соништа, не постојат неостварливи соништа. Јас сум пример од куклиш да се еден ден да дојдеш до Винс Картер да се видиш. А ако јас можам, сите можат. Така е. Супер. Има уште една работа што сакам да ја кажам. Јас имав дрес со мене. Си носев дрес баш од Винс Картер и покрај сликата го прашав, можеш ли да ми се потпишеш на дресот да ми остане, или вика, секако. Ми се потпиша и си го чувам, во рамка ми е дома во Јапонија дресот. Супер, одлично. Ме радува тоа за твојот сон, не се надам дека имаш уште други соништа од други работи, затоа нема да откриваме на некое твое следно гостување во ТВ каналот ВИС. Очекувам да ми кажеш, Ѓорги, имам уште еден исполнет сон. Ветувам дека ќе. Убав повод за разговор. Добро,
последното твое гостување на програмата на ТВ Канал Вис беше со еден твој братучет по жената, значи со еден јапонец. Да. Беше тоа многу интересна емисија, разговаравме тројцата, јас со вас двајцата, и се сеќавам на едно прашање на кое му го поставив на тој братучет твој, како се викаше? Јосуке Авата. Јошуке? Јосуке. Јошуке? Јосу. Јошуке. Сусу. Не е важно. Јоцуке. Јосуке Ава. Јоцуке, добро, го прашувам. Како Јосе. Добро. И го прашувам кои се твоите импресии од твојот престој во Македонија, и он ни 5, ни 6 вели многу ѓубре. Да, таа е жалната вистина за... Тоа е жалната вистина, и пред некој ден, пред 2-3 дена, на веб страната, на Facebook страната, на Facebook страната на Пере Јованов гледам едно видео во кој Пере се шета низ некој дел на Куклиш и коментира, значи добар е и за коментатор да ви кажам, коментира што прават куклишани или луѓето околу Куклиш. Ај ти продолжи приказната. Да, мене уствари ичне ми беше намерата тоа да го правам. Едноставно излегов во природа да дишам чист воздух, да видам планините. Природата ја сакам многу и затоа отидов. И сега гледам околу мене депони, ѓубре, кревети фрлени, гуми тракторски, пластични шишиња, стаклени, значи кој се што не му треба дома, фрлил кај ќе стигне. А што е уште потажно, тоа не е мала депонија, голема депонија во ближината на Куклиш. 50 метри од последната куќа зад Сириус хотел. Таа една тажна слика што ичне ми е мило што ја гледам. И додека Пере тоа го снима и коментира, еве ако ви треба некој кревет, еве тука имате кревет, ако ви треба некој сунгер, имате понатаму некој сунгер, па имате тракторска гума, ако сакате да смените, имате врвци од домати, од не знам што. Така, манила што ја вика, манила за френки. Се и се што можеше да се најде на оваа депонија, јас веднаш тоа го поврзав со вашето последно гостување, токму тој Јоцука го коментираше тоа. Пошто ти се допаѓа Македонија или кои се твоите први импресии од Македонија, вели ѓубре. Од аеродромот до тука неколку депонии. Сега кажи ми, каква е ситуацијата на тој план во Јапонија? Прво нема контейнери, нема на улица и не можеш да видиш ни ѓубре фактички. Па кај го фрлате ѓубрето? Го фрламе вечерта пред да се знае вторник и среда и сабота поминува службата, и во 8 саат са бајле секој си го носи блиско до неодредено место. И значи ѓубрето стои само 15 минути таму, доаѓа службата, го носи и нема ѓубре. И тоа е се. А до депонијата, депониите се нели управувани од градот, и обичен човек нема ни пристап до депонија и да сака да оде да дише загаден воздух, не може, пошто нема пристап. Депонијата е депонија, не е за средината кај што живееме. За жал. И разочаран си, нели? Но тоа е факт, тоа е нешто што мораме да си го признаеме, тоа е нашата реалност, такви сме ние. Еве еден апел, не фрлајте ѓубре во природата. Токму така. Добро. Пошто на сите ни штети. Не е само тоа, има повеќе некои негативности кои мораме да ги заборавиме, да ги тргнеме од нашите навики, ако сакаме да одиме напред, ако сакаме да бидеме на крај на самите се правиме убава лошо. заедница и така натаму, апсолутно. Некој што фрла кауч, сунгер, тракторска гума, мисли дека завршил работа, се растеретил се растоварил од грижата, меѓутоа тој ја загадува целата околина. Добро, не му пренесувај на роднината каква е ситуацијата, кажи многу е подобра. Нема депонија. Нема. Добро. Се враќаш за колку време во Јапонија? На 14 март, значи за 25-6 дена. Значи 2 недели си тука, уште 25-6 дена.
И сега какво е чувството? Те влече ли веќе Јапонија? Па ми недостасува музиката, ми недостасува сопругата која е таму. Така. Од друга страна сум среќен тука со моите родители дома. Супер. За среќа се здрави, живи, добро помина со корони, со тие работи. До следното твое гостување планираш ли нешто ново на музички план? Да кажеме, следниот пат кога ќе додеш да кажеш еве го извадив и вториот албум. Во план сум да само треба да одлучам што ќе свирам, пошто имам толку многу песни што сакам да ги свирам. Така. Сите не може да ги собере на едно CD, значи треба да селектирам Тоа е. моите најомилени во тој момент и да ги снимам. Супер. Можеби сум музичар од Македонија. пак. Тоа ти е добра идеја. Се надам дека и тој сон ќе биде исполнет. Благодарам. Тука некаде би бил крајот на овој разговор. Пере, јас ти благодарам за твоето гостување. Ти посакувам многу успех во кариерата. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме убави поводи за вакви убави разговори и нека имаш уште многу сони, што ти човек кој не сонува нема ништо Не е во жив животот, тој човек, така, да. не живее, нели, Да. на тој начин. Ти посакувам се најубаво, поздрави дома и Благодарам. во Куклиш и кога ќе се Во вратиш во Јапонија. Поздравија сопругата и те чекам наредниот пат со сопругата да ми гостувате овде, Се да надевам си дека направиме муабет, да, за да ја ќе- прашам гледаш ли колку е нашава земја чиста. Белки до Добро тогаш, вака. белки до тогаш ќе биде. Пере, се најубаво И ми стои на вас и уште еднаш до благодарам следното и поздрав до видување. сите. Да си ми здрав и жив. Благодарам.